Здраво, здраво, дечки. Јас сум Симона, позната на социјал медија како Cruising Moto Lady. Возам мотори последниве 2-3 години. Лани возев МТ7, оваа година возам Тресер 9. Тресер 9 земам заради тоа што возам надвор од Македонија. Оваа година спремам многу интересни рути кои што ќе бидат забавни за сите и доколку сакате да ме следите, слободно може да ме следите на моите социјални медиуми. Тука сум заради тоа што имав привилегија оваа година дечките од Moto Azzurro, кои што се официјални представници за Yamaha во Македонија, да ме повикаат и да ми дадат опција за тест вожње на овој мотор. Секако дека бев многу среќна и многу возбудена заради тоа што ова е мојот мотор. Како да ви објаснам, МТ7 лани го утепав од возење. 11.000 километри за 2 месеци. Просто неверојатно. Толку ми беше забавно со тој мотор, буквално се расплакав кога решив да го давам. А така, при првата шанса да возам уште една МТ7, ја реков, сигурно сум таму. Дојдов тука кај дечкиве и го гледам моторот, гледам дека е автоматик, викам дечки ме забавате ли што е работа? Викаат тебе, ова е новиот МТ7 2025 со автоматик. Нормално дека сите можни скептички моменти во главата пројдоа и викам, па добро човече, нели знаеш, кажува дека ги утепувало луѓето, менјавај брзини само, дрн. Они ми рекоа само пробај го. Значи во првите 5 минути моето мислење беше комплетно сменето. Сега ќе ви објаснам зашто. Првично, нели, како беше тоа Curiosity killed the cat. Прва работа што направив е го ставив во автоматик мод. Мислев дека ќе го чекам да смени брзина до задутре, но многу голямо изненадување беше кога во оној момент кога јас сакав да смени брзина, моторот смени брзина. Просто беше неверојатно. Го пробав со втора, со трета, со четврта, со пета и со шеста. Не кажувајте на никој. Но моторов, значи, беше лудница. Викам, о мај гад, како е возможно да знае баш точно кога треба да сменам. Ја очекував да го доживеам она што го доживував со автоматик колите, каде што треба да држиш на газ 100 години за да он може да смени брзина. Тоа не беше случајот со овој мотор. Реков, па добро, ајде, може ќе ти дам шанса. Дојде време за менио. Менио опцијата, ја пробав и повторно бев изненадена, бидејќи ми се деси ситуација. Пред да ви ја раскажам ситуацијата, ќе ви кажам дека менио опцијата работи буквално исто како мотор со quick shifter. Не мораш да менјаш комплот, во оној момент кога сакаш ги менјаш брзините. Сега за ситуацијата. Возам јас по булевар во трета и наеднаш искача кола, нели стандардно наш Скопје, се истопорисува пред мене. Кочам со предна, кочам со задна. Наеднаш во тој момент моторот почнува да менјава брзини, да ми дава моторно кочење и комплетно да ми помогне да застанам. Просто неверојатно. Ми помогна да избегнам неверојатна ситуација. И истовремено кога погледнав надале сватив дека сум во прва брзина, што ми даде опција да избегам од таа ситуација во истиот момент. Бев многу благодарна на овој мотор. Не знам што ќе се случише доколку не бев со него. Другата работа што сакам да ви ја кажам за овој мотор е тоа дека ја пробав по обиколница. На почеток на обиколницата, почнав да го возам моторот, видов дека има темпомат. Значи луѓе, темпомат на ова мало моторче. МТ7 со темпомат. Реков, побогу зашто ќе е ова. Решив да се зезам и да ја уклучам опцијата. Се ставив во брзината која што ја сакам. Моторот си возеше, значи како да ви објаснам, значи лудница. МТ7 со темпомат. Можев да си играм, да си пеам, да се забавljам и како и секој пат тоа што го очекувам, да имам огромна насмевка на моето лице заради тоа што го возам овој мотор. На страна од темпоматот и од автоматик верзијата, овој мотор е полн со сите безбедни системи, што ти дозволува да без проблем возиш низ град, но и пошироко, бидејќи овој мотор мене секогаш ми оставал насмевка кога го возам, пошто е мал, компактен, лесен за возење и буквално го прави она што ти го сакаш да го прави. На страна од тоа, морам да ви кажам дека овој мотор мислам дека е за секој оној кој што сака да вози мотор низ град, сака да вози лесно, без да го боли раката на семафор и дополнително е за сите жени кои што се повеќе и повеќе ги гледам низ град, кои што возат скутери и мотори. Ова е верзијата која што ќе ви го олесни животот и ќе личите badass на него. На страна од тоа, сакам да ви информирам дека дечките од Moto Azzurro кажаа дека наскоро ќе има отворено тест вожња за кој сака на овој мотор
ќе можете и вие да се уверите дека во рок на 5 минути ова не е играчка, него е пропар мотор, вистински мотор и се она што очекувате од една МТ седмица. Само што има уште плюс работи кои што ви го леснуваат животот низ нашиве скопски улици. Просто неверојатно. Она што морам да го напоменам е тоа дека ова е јапански квалитет, што значи дека дечките даваат 5 години гаранција. Значи 5 години гаранција. Просто неверојатно. На мотор 5 години гаранција. Овој мотор може да се купи во Мото Азуро за 10.100 евра. Дечки, што да ви кажам? Одвај чекам да ме викнат пак да го возам моторот. Просто неверојатно. Сега си мислам дека не снимив доволно материјал за да може па да го возам. А, што викате? Секако, овој мотор е баш она што се очекува. Компактен, забавен, лесен за возење, едноставно, секој пат прави да имаш насмевка на лицето. Дечки, тоа е тоа од мене. За повеќе, отидете во Мото Азуро. А сега ќе ви кажам, поздрав, stay safe, се гледаме низ град.